при дефинирањето на клиентите имаме можност секој клиент да му поставиме околу финансии дали налозите ќе ги групираме во групи или подгрупи. Што тоа значи? Тоа значи дали нумерацијата на налозите ќе ни биде од 0 до 1, 2, 3 и така натаму, или ќе ги групираме налозите по класори. Практично по типови на документи. За мали фирми не мора да се прави групирање на налозите. Например, ако некоја фирма има 10 налога во годината, малку е непотребно групирањето на налозите во групи. Инаку добро е да налозите да бидат барем во групи, а за големи фирми и во подгрупи. Фирмата Infosoft има и групи и подгрупи, а оваа фирма има само групи. Ќе избереме фирмата 5. Во финансии ни се прикажува копченца од 0 до 9. Ако кликнеме на 0, овде има книгосвен налог 0. Ако одиме на 1, налог 10. 10 цртица празно. Ако сега кликнеме нов налог, се дефинира налог 10001. 10001 значи дека во групата 1 или во групата 10 имаме налог број 1. Во групата 2, ако кликнеме нов налог, имаме пак 1, ама се наоѓа во групата 2. И ако го печатиме налогот, практично ќе биде налог 20001. Зошто е добро ова групирање? Затоа што еден предлог. Група 0 се користи обично за налог за пренос. Група 1 е за изводи, група 2 за влезни фактури, група 3 за излезни фактури. Така да, сите излезни фактури и например, во налог 10001 една добра пракса е да се изводите од први месец. Во налог 002 изводите од втори месец. И кога ќе кликнеме на налог 1, ќе имаме долу изводите од први месец, во 2 сите изводи од втори месец. Следното е исто и за влезните фактури. Во налог 20001 сите фактури од влезни од први месец, во 20002 сите фактури од втори месец. Во листа на налози ги гледаме налозите од таа група. Кај поголемите фирми, добро е, кај тие што имат многу налози, добра пракса е да имаме и подгрупи. Во група 1, практично група 10, може да додадеме и подгрупи. Со ова копченце Edit можеме сами да си додадеме ProCredit, Тутунска стартер, Комерцијална банка. Ќе го затвориме Edit. Сега Комерцијална банка ни е група 15. И ако имаме налози од Комерцијална банка по први месец, нов налог и се што ни од први месец изводите можеме да ги ставиме во Комерцијална банка, во налог во група 15. Група 2, например, е влезни фактури, шпедитерски и така натаму. Влезните фактури по различни типови. Група 3, излезни фактури домашен пазар и извозни фактури. И така натаму. Може да ги, како сакаме другите групи да си ги ставиме по потреба. 9 обично е за затварање. Еднаш дефинираните групи, подгрупи, важат за целата книгоодствена група. Значи, ако имаме друга фирма со исто доделено за групи и подгрупи, ова на некој начин шема ќе биде важечка и таму. Еднаш внесените бројки не треба да ги менуваме, бидејќи
налозите што се внесени се поврзани со тие ознаки. Значи, кога ќе ставиме налог 15.001, ако го смениме ова 15 го избришеме овој ред, ќе ги изгубиме сите налози кои почнуваат со 15. Значи, во старт треба паметно да се направи шема за распределба на групи и подгрупи.